This is my fourth time in your country. Ова е мојот четврт пат да бидам во вашата земја. And every time I leave simply amazed at what God is doing. И секогаш кога си заминувам овде си заминувам воодушевен од она што Господ го прави помеѓу вас. And each time I learn something Секој пат кога доаѓам тука учам нешто ново. That I get to take back and tell people on my team. И ќе научам нешто ново тука и го носам назад со мене и го поучам мојот тим со тоа. And so what I want to encourage you with, тоа што сакам вас да ве охрабрам сега, you never see or even maybe feel this. Може би тоа не го забележувате или не го чувствувате тоа. But what God is doing here through you, His people. Но она што Господ го прави овде помеѓу вас и преку вас. I tell people in like 16 other countries where I'm leading people. И сегаш кога имам состанок со мојот тим кои доаѓаат од 16 различни земји, тоа им го раскажувам. And I tell people they do theological weekends. И јас им кажам на тие луѓе, па тие прават теолошки викенди. And people actually come. И всушност луѓе доаѓаат. And take things away, learn and want to grow and have a hunger. Учат и растат во познавањето, имат глад за Господа. And every country I tell this in, people are amazed. И во секоја земја каде што го кажам тоа, луѓе се стварно воодушевени. I've literally had people tell me, I wish we had something like that here where I live. И јас буквално имам луѓе кои ми кажаа, јас очајно сакам да имаме некоја слична ситуација во нашата земја. So I say praise God. Слава на Господ. And that's why I love coming back here. И затоа сакам да се враќам повторно и повторно овде. God's doing something special, and I just want to say one thing today that hopefully will encourage you more. И Бог прави нешто посебно и јас сакам да кажам, да пренесам нешто денеска кое верувам дека ќе ве охрабри сите вас. We'll be in Romans chapter 8. Ќе бидеме во Римјаните 8 глава. And I want to talk about one thing that the church doesn't usually talk about. И би сакал да зборувам за една работа за која црквата обично не зборува. The Holy Spirit. За Светиот Дух. And I think the answer is really quite simple for us. И мислам дека одговорот за секој од нас е доста едноставен, But also really hard. но е и тежок. So there's one young person that I disciple in the Czech Republic. Има една млада особа која со која одам из учеништво во Чешка. And we take a walk together once a week, maybe for an hour, hour and a half, and we talk about God and life. И секоја недела имаме саат и пол пешачење и разговараме за животот, разговараме за Бог. And one time he shared something that seemed to me very significant. И еднаш сподели нешто со мене кое сметам дека е доста важно. And I simply said, it seems to me that the Spirit used you in this person's life. И јас едноставно му кажав, мене ми изгледа дека Светиот Дух тебе те користи во животот на твојот пријател. His response. Неговиот одговор беше, What? Молим? I didn't think that the Spirit could use me. Јас никогаш не мислев дека Светиот Дух може мене да ме употреби. I thought he used, missionaries like you, pastors like this guy. Мислев дека Светиот Дух користи мисионери како тебе, пастори како овој тип тука. And then he looked at me completely serious. И погледна на мене доста сериозно. And he said, "You actually mean that, don't you?" Ти всушност го мислиш тоа што го кажа, така ли? I said, "Yes, of course." И јас му кажав, да, сега го мислам тоа. And he was simply just amazed. И тој беше воодушевен во тој момент. He had a realization for the first time, God's Spirit works through me. Тој за прв пат во својот живот имаше разбирање дека вау, Бог преку својот Свет Дух работи преку мене. So I wonder about you. И јас се прашувам за тебе. Are you like my friend who says the Spirit doesn't use me? Дали си можеби како мојот пријател кој има некакво мислење за себе дека Бог никогаш нема да го употреби него? I'm not good enough. I didn't study theology in school. Јас не сум доволно добар, па јас не студирав теологија и така натаму. I just have a normal job. Јас само имам една нормална работа. I'm not spiritual enough. I'm not good enough for Јас God. не сум доволно духовен, не сум доволно добар за Господ да ме користи. I simply want to encourage you just like I did my friend. Едноставно сакам да ве охрабрам како што го охрабрив мојот пријател. You are good enough. Ти си доволно добар. Technically, you're not, right? Технички не си, Because
This is crazy. We still do wrong things, and yet God still says, "I love you." И тоа е навистина лудо да се разбере. Се уште правиме катастрофални работи, а Господ повторно ни кажува те сакам. And yet one of the names actually for God in the Old Testament is the one who sees, the God who sees. Едно од имињата за Бог кои му се дадени во Стариот Завет е Бог кој гледа, оној кој знае, кој гледа. And I say, He sees you. И јас само ќе кажам дека Бог те гледа тебе. If you've received Jesus and said He is Lord, Ако си го примил Исус во животот и си кажал он е мој Господ, then we know from the New Testament that you have been given the Holy Spirit. и според Новиот Завет знаеме дека тебе ти е даден Светиот Дух. It's kind of a strange thing. Like, yes, that's true, but where is God? Where is the Spirit? И можеби тоа звучи чудно, се кажеш, па добро, да, Новиот Завет го вели тоа, вистина тоа, но каде е Светиот Дух? Каде може да го најдам? And the answer is very intimate. И одговорот е уствари многу интимен. Here, there, everywhere here. Светиот Дух е тука, секаде е Светиот Дух. To the depths of who we are, God knows us. Во длабочината на тоа кој ние сме, Господ таму не познава. And so, I think what He's saying to us, И мислам дека она што тој ни го зборува на нас, you have the Spirit of life dwelling inside of you. го имате животот, овој духот на животот кој пребива во вас. In place of self-condemnation, the Spirit speaks life. На место на само обвинување, духот зборува живот. And we think, oh, no, I'm not good enough. But He's testifying that the work of Jesus is finished. Можеби ќе си кажете, па јас не сум добар. Секогаш кога ќе си кажете, јас не сум доволно добар. Светиот Дух внатре во нас ни кажува дека да, ти си добар заради Исус. I think we see that in Romans chapter 8. И мислам дека токму тоа е пораката која гледаме во Римјаните 8 глава. I will skip around some, but I'll start reading in verse 1. Ќе прескокнам неколку стиха, но ќе почнам од првиот стих. I'll read 1, 2, and then verse 11. Ќе прочитам 1-2, но и после ќе скокнам до 11 стих. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, зашто законот на Духот кој дава живот во Христос Исус ме ослободи од законот на гревот и на смртта. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Но ако духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној кој го воскресна Христос од мртвите ќе ги оживотвори и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. So how do we make the theological truth that God's Spirit lives in us a reality in our lives? Како можеме таа теолошка вистина која ни е искомуницирана овде дека Господ живее во нас, како можеме да ја разбереме практично сега за нас овде? How can we be Spirit-led? Како можеме да бидеме водени од духот? Verse 5, the easy answer. Петиот стих го дава лесниот одговор. Those who live according to the flesh have their mind set on the flesh and what it desires. Зашто оние кои живеат по тело копнеат за телото и за телесното, But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. а кои живеат по дух копнеат за духовното. So there's our easy answer. Еве го лесниот одговор. Why are you laughing? Зошто се смеете? Многу лесно звучи. The answer is simple. Be led by the Spirit. Think about the Spirit more. Одговорот е следен. Биди воден од духот и размислувај повеќе за духот. And yet some of you are laughing because you know that's difficult, yeah? И некои од вас се смеа затоа што знаете дека тоа не е лесна работа. I just want to speak about two things from Romans 8 that I think will help with that. И сакам да зборам за две нешта од 8 глава Римјаните за кои мислам дека може да ни помогнат. Spirit-led people set their mind on the Spirit. Луѓето кои се водени од духот го насочуваат својот ум на духот и на духовното.
And yet we can't say Jesus is Lord without the power of the Spirit. А сепак не можеме да кажеме Исус е Господ, е мој Господ без силата од Духот. And this is another strange thing of the Spirit. We know He's with us right now. И тоа е уште една од овие чудни работи за Духот. Знаеме дека тој сега е овде со нас, помеѓу нас. And yet it's good for us to slow down and posture ourselves to receive from Him. Но сепак добро е да седнеме, да застанеме во нашиот живот, да се поставиме на тој начин во кој ние ќе примиме од Него. And I think the Spirit wants to do something amongst us this morning. И верувам дека Светиот Дух сака да направи нешто овде помеѓу нас ова утро. And it certainly isn't just going to be because of me standing here and the words I'm saying. И тоа сигурно нема да биде заради мене кој стојам овде и заради зборовите кои јас ги кажувам. So I don't know if this is normal for you, but I'd like you to place out your hands. И не знам дали тоа нормално за вас, но еве ќе испружите ги рацете. To practice a posture of saying, yes, I want to receive from you, Spirit. Да на некој начин вежбаме таа нека поставеност на телото да кажеме Господи, да, сакаме да примиме од Тебе. I just want to pray. И сакам да се помолам. And then we'll continue. И ќе продолжиме. Father, we thank you for sending your Son. We thank you for giving us life. Татко, ти благодариме што го прати својот син и ти благодариме што ни подари живот. We thank you for going back to the Father and sending your Spirit so He can be with us. Исусе Христе, ти благодариме што се врати кај Таткото и го прати Светиот Дух да дојде со помеѓу нас. And we want to receive from you this morning. И сакаме да примиме сега ова утро од Тебе, Свети Душе. And yet you know us. Да сепак ти нас не познаваш. Things that happened this week, things that are going to happen in the coming. Работите кои се случаја минатата недела и работите кои допрва ќе се случат. Help us to be able to focus on you this morning. Помогни ни да се фокусираме на Тебе ова утро. Help us to have a posture of expectance. Помогни ни да бидеме во една позиција на исчекување. And we pray that you would transform us. И се молиме да не преобразиш. In the name of Christ. Во името на Христос. Amen. Амен. Амен. So as we go forward, we'll be looking mostly in verses 12 through 17. Како што ќе продолжиме и ќе гледаме најмногу помеѓу стиховите 12 до 17. So maybe I can read the whole thing and then you can read the whole thing. Yes. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body of your body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought adoption to sonship to you. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Ќе читаме 12 до 17 стих кој вели вака. И затоа, браќа, ние не сме му должници на телото, за да живееме по телото. Бидејќи, ако живееме по телото, ќе умрете. Но ако преку Духот ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по Духот Божи, се синови Божи. Зашто вие не примевте дух на робство, за да бидете во страв, туку го примевте духот на посинувањето, преку кого велиме Ава, Татко. Самиот дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда деца Божи. А ако сме пак деца, ние сме наследници, наследници на Бога и сонаследници Христови. Но само ако со Него страдаме, да со Него и да се прославиме. Амин. Verses 12 and 13 are the reason why I said you are good enough. Стиховите 12 и 13 се токму оние стихови зошто јас кажав дека вие сте доволно добри. You are sons and daughters of God, and that means you have the same power that worked through Jesus. И вие сте синови и ќерки Божи и во вас действува истата сила која го воскресна Христос. And it's that power that can help us to overcome whatever. И преку таа сила ние можеме да преминеме преку многу работи во нашиот живот. In fact, as we're trying to put to death those misdeeds of the body, И всушност како што пишува тука, онака како што ќе се бориме против
делата на телото. Verse 26 is telling us that right now the Spirit of God is praying for us to do that. И стих 26 ни кажува дека и не подсетува дека онака како што се бориме, Светиот Дух сам се моли за нас во текот на нашата борба. So to set your mind on the Spirit and to be led by the Spirit, think of Him more. Да се постави умот на Духот и да се биде воден од Духот, тоа значи да се размислува повеќе за Духот. And I think that starts by remembering who He tells us that we are. И мислам дека почетокот на тоа размислување е моментот кога ние се подсетуваме на тоа кој тој зборува за нас, кои ние сме. And verse 15 is the most fascinating to me, I think. И стих 15 е еден од оние најфасцинантни за мене. The Spirit bears witness in our spirit. Значи Духот, is it 15? Yeah, with our spirit. Аха, it's wait. Sorry, 16. 16, okay. Дека 16 стих вели вака: Самиот Дух му сведочи на нашиот дух. The with part is really the most important. The which part? The with. Зборот со е еден од важните зборови кои треба да ги запамтиме. It's not just thinking about the Spirit, but it's remembering that He is with our spirit. He's in us. Тоа значи не се однесува само на тоа да ние размислуваме на Духот, туку да знаеме дека Духот е со нас. This is where the hard part comes in. И тука доаѓа сега оној тешкиот дел. We all get distracted, right? Сите ние сме расејани во животот, нели? We all have lies that we believe instead of saying I'm a son or a daughter of God. Ние секогаш ќе имаме лаги во животот кои ќе ги веруваме, наместо да кажеме, окей, јас сум син и ќерка Божја, ние има некои лаги кои ние ги веруваме за себе си. Our mind is frustratingly complex that we can't understand ourselves. Нашиот ум е фрустрираш и комплексен дури до мера до која ние самите не може да се разбереме себе си. And yet in Christ, through the power of the Spirit, we have the ability to choose life. А сепак во Христос преку силата на Духот ние можеме и ја имаме таа способност да го бираме Христос. I think that's why Romans 8:6 says to set the mind on the Spirit is life and peace. И затоа верувам дека Римјаните 8:6 ќе каже да се стави вели вака да се постави умот на Духот значи живот и мир. Да се насочиме кон Духот значи живот и мир за нас. The Spirit has like all of the treasure and wants to give that to us. Духот, Божјиот Дух го има целото богатство кој тој сака да го сподели со нас. But that requires us to be led by Him. Но од тоа од нас ќе бара да бидеме водени од него. For whatever reason, I think of a horse. Од кој да е причина кога го читам овој текст размислувам на конј. Do any of you have a horse, maybe? Right? Некој од вас има конј? Нема. Probably not in Skopje. Maybe listen to us. Некој може ако одиме во малце порурално место. Ќе има некој конј. I know some people who have horses, so I've watched them and how they interact. И познавам некои луѓе кои имаат коњи и сум ги видел како на некој начин интеракт. Комуницираат со коњот, не знам. If they're trying to lead a horse, they have the rope that's on the horse's nose. Значи ако сакат да го водат коњот, тогаш го држат јажето кое е врзано за уздата на коњот. And it's gentle, right? It's not a let's go. И водењето на коњот не е насилно, туку е нежно, едноставно нежно водење на коњот. A horse is just going to like dig in further and not go anywhere. Затоа што ако почнеш вака да го влечеш, коњот ќе се закопа во земја, нема шанса да го мрднеш. But when the owner is walking very gently, the horse is following behind. Но кога собственикот или човекот оди нежно и го води коњот нежно, коњот следи полека го следи собственикот. So the horse is actually being fairly careful to not walk too quickly to run over the person. И всушност на тој начин коњот станува внимателен како чекори да не го прегази човекот. In many ways that horse is walking in step with its owner. На некој начин коњот оди во чекор со човекот. There's a gentle give and a take in that relationship. Има една нежност која е разменета во тој однос помеѓу човекот и коњот.
And that's how the Spirit leads us. И на некој начин јас така го разбирам како Светиот Дух нас не води. Sometimes for us it might feel a little fast-paced, like, I'm just trying to keep up. Понекогаш на нас се чини дека е малце убрзана работа, едва стигнувам. But if we slow down and just think, Но ако забавиме малце и почнеме да размислуваме, then we see that it doesn't have to feel like that. но ќе видиме дека тогаш не мора така да се чини сето тоа. Maybe I'm holding myself back, there's something getting in my way of just walking in step. И можеби и најверојатно ќе дојдеме до тие заклучоци дека пред мене ставам некои работи кои ме задржуваат, а наместо да едноставно пополека го следам водењето на Духот. So we take life and peace from the Spirit when we think of Him. Значи живот и мир добиваме од Духот тогаш кога размислуваме и мислиме на него. That sounds great, yeah? Тоа звучи Life супер, and нели? peace Живот и мир in place of distraction and anxiety. на место на расејаност. My question for you to think about, Прашањето за кое сакам да размислиме сега, do you practice setting your mind on the Spirit? дали на некој начин практикуваш насочување на твојот ум кон Духот? Do you slow down Дали понекогаш во животот забавуваш and just say, God, I want to be in your presence? и едноставно се молиш, Господи, сакам да бидам во твоето присуство. And let God's Spirit testify in your spirit И да му дозволиш на Божиот Дух да сведочи во твојот дух that you are a child of God and more than a conqueror because the Spirit gives life. дека ти си дете Божие и повеќе од победник затоа што самиот дух носи живот и мир. There's a phrase that I learned from somebody that lives in London. Има една реченица која слушнав од еден мој пријател во Лондон. It's a strange English word even for English speakers. Тоа е еден чуден англиски збор дури за оние кои англискиот им е мајчин јазик. The word is stoop. Зборот е stoop. Strange word, yeah. Yeah. It Sounds very strange. means this, to bow down. Тој збор всушност го означува тоа да коленичиш, да. So it's what we do when we worship God. Тоа е токму она што ние го правиме кога го славиме Господ. That's maybe we don't actually physically do that, but it's a posture of our heart. Можеби тоа физички не го правиме како што го направив јас шум сега тоа, но во срцето тоа е токму таа поставеност која ние имаме пред Господ. This lady served at least homeless people under the bridges in London. Една жена во Лондон им служеше на бездомниците во подмостовите кои живеат во Лондон. She would go from there to worship at her desk studying God for a PhD. И од таму тоа беше низината рута каде што она поминуваше од таму им служеше на теологија и одеше во низиниот факултет каде што работеше на низиниот докторат. And this is her phrase. И ова е низината реченица која ќе прочитам. Go slow, stoop low. Оди бавно, клепни ниско. And what she means is that unless we're slowing down, we're not going to receive and be able to receive and worship God. Тоа што сакаше таа да го каже дека доколку не застанеме и забавиме во животот, ние нема да бидеме во состојба да го примеме она што Господ го има за нас во нашиот живот. This is something that I use to help me, to help myself. И тоа јас го користам за да си помогнам на себе. Like, God, I'm doing lots of things, Господи, правам толку многу работи, but I want to slow down. I want to receive from you. What are you doing in me? не сакам да застанам, да завам малце и да примам од тебе, да видам што правиш ти во мене. It's a chance to connect my spirit to God's spirit. И тоа е една шанса да јас можам да го на некој начин да го поврзам мојот дух со Божиот дух. So that works for me. Maybe it won't work for you. Тоа ми помага мене, можеби нема да ти помогне на тебе. But it's an example that spirit-led people set their mind on the Spirit. They think of Him. Но тоа е еден пример преку кој луѓето кои се водени од духот се го насочуваат својот ум кон духот. This is where again the answer is easy. To be led by the Spirit, have a small shift in your thinking. И еве една од тие работи дека одговорот е лесен. Да се биде воден од духот треба да имаме една мала блага промена во нашето размислување. To slow down Да забавиш and
say, God, what really is happening in me, because you know me better than I know myself. Да се молиш и да го прашаш Господе, што се случува во мојот живот, затоа што ти ме познаваш многу подобро мене отколку јас се познавам себе си. I have an example that happened to me while I was here in Skopje 2 years ago, I think it was. Имам еден пример кој ми се случи на мене лично додека бев овде во Скопје пред отприлика 2 години. It was after a Sunday service. Тоа беше после неделна богослужба како оваа, We were тука. parked somewhere. We had our car here, my family and I. И бевме паркирани на на катната гаража кај Беверли Хилс, пошто ја знам кај е. Some of you here were witnesses of this, yeah. Некои од вас бевте сведоци тука. Fantastic lunch. Your food in this country is Прекрасен ручек, храната ви е одлична. And right afterwards, somebody smashed our car window. И некој веднаш после тоа го скршил од задното ветробранско стакло. Стандард. I have like staff and 15-20 other students from our college watching me look at my car. Имав мојот колегиум професори што беа со мене и 15 околу 5-16 студенти кои беа и гледаа како се гледале школата од жена. So inside I'm a little like this. Yeah? Внатре јас бев вака, се треса. But I had two choices. Имав два избори. I could have I could have done something like freak out, I suppose. Like, Може да одлепам, тоа е еден избор. or I could see that as an opportunity for the Spirit to work. Или може во тој момент да видам што може Господ да направи сега преку оваа ситуација. And so as I was calming myself down, I Онака prayed, како што се смирав полека, God, what are you doing? јас се правев, Господи, што правиш сега во овој момент? And I just prayed that He would use it for His glory somehow. И само се молев да тој тоа го употреби повторно за негова слава, не знам како. Simply me trying to slow down, say, God, I want to walk with you. И за мене тоа беше изборот да едноставно забавам и да му кажам на Господ, сакам да чекорам со тебе. And what happened after that, И што се случи после тоа? I still don't fully comprehend. Се уште не можам да го разберам. It led to us sharing the gospel with one person named Ivan. И тоа не доведе, ни отвори една можност да едноставно разговараме за евангелието со еден човек кој се вика Иван. Giving a Bible from this church to somebody else. И еден друг побара Библија, под оваа црква му дадовме Библија. And lots of other things И многу други работи. related to the worship night, yeah. И многу други работи кои беа поврзани со вечерта на славење кој имавме во февруари оваа година. It's just simply amazing. Едноставно воодушевувачки. There is no other answer to that other than I had a small choice and God did the rest. И нема друг одговор на се тоа дека јас имав еден мал избор, а Господ го направи останатото. So maybe that's a good illustration for you. Може би тоа е добар пример за сите вас. In moments like that, Во моменти како овие, кои јас ги спомнав, search yourself испитај се себе си and then open yourself to the Spirit. и отвори го твојот живот за Бог, за Светиот Дух. Because Spirit-led people think of the Spirit. Затоа што луѓето кои се водени од Духот размислуваат постојано на Духот. In Romans chapter 8, in the latter part, Во Римјаните 8, во вториот дел од главата, says that that's even possible in the midst of suffering. Кажува, апостол Павле пишува таму, кажува дека тоа, таквиот начин на живот е возможен дури и во страдањата. Regardless of externally what's happening, God's Spirit does not change in us. Што е да се случува надворешно, Господовиот Дух не се менува внатре во нас. But to be led by Him, we need to be aware of His presence. Но да бидеме водени од Него, дури во тие турбулентни времења, ние треба да бидеме свесни за Неговото присуство. So that's the first part. The second part is much shorter. Тој е првиот дел, вториот дел е уште пократок. Think of the Spirit. Размислувајте за Духот. The second part is that next thing we do after we think of the Spirit. Вториот пат е веднаш откако ние ќе го насочиме нашиот ум да размислуваме на Духот, We actually have to do something. всушност треба и да направиме нешто.
Thinking leads to action, but we have to do both. Размислувањето води до акција, но ние всушност треба да ги правиме и двете работи. And verse 13, I think it is, let me check. I think it is. Yeah. Verse 13 says to put to death the misdeeds of the body. 13 стих вели вака: преку духот ги умртвувате делата на телото. Again, remember who and whose we are in Christ. Повторно, треба да се потсетиме кои ние сме и чии ние сме во Христос. That means we can come to him with our stuff. Тоа значи дека затоа што сме негови, ние можеме да му пристапиме со се што ние имаме, со се што ние сме. And as we do, he is good and he gives us grace in place of our own condemnation. И кога ние пристапуваме со такви какви што сме, со што и да пристапуваме, тој е добар и тој ни дава благодат на место каде што е нашата осуда. And I'm convinced that the Spirit wants to bring peace today, right now. Јас верувам дека Духот сака денеска и овде да ни донесе мир. In place of what you're telling yourself to bring you life. На местото каде што ти можеби си зборуваш на себе си некои работи, на тоа место тој сака да ти донесе живот. So I want to do a quick exercise. И сакам да направиме нешто сега. You can just sit there, it's okay. Може да седите нормално. I just want you to think of what comes to your mind. Јас сакам да размислиме сега што е она што доаѓа прво на ум. If led by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body. Ако кога сме водени од Духот, ние ги умртвуваме делата на телото. What comes to your mind when I say misdeeds of the body? Кога ќе кажам тоа делата на телото, кои се тие нешта кои доаѓаат сега на твоето ум? Кои се тие нешта? Maybe it's an area you think you've been trying to hide from God. Можеби тоа се некои нешта кои се обидуваш очено да ги сокриеш од Бог. Or him saying, you need to grow here, and you're going, not right now. Можеби се некои нешта за кои Господ ти каже, окей, мораш да пораснеш во тие работи, но ти кажеш, па, се уште не. Do you have that in your mind? Имате нешто на ум? Lots of things, some of you, maybe just one other. Можеби некој Игор има многу на камера. Некој има уште една-две работи. I'm just going to pause, and I want you to invite the Spirit into that. Јас сега ќе застанам овде и ќе ви дадам една прилика да се молите и да го повикате Светиот Дух да дојде токму на тоа место. Може да поминеме некој време во тишина и да и во молитва едноставно да поминеме во молитва за Духот. Maybe if no words are coming to mind, you could pray something like this. Ако немате зборови кои доаѓаат на памет, можете да ги молите следниве зборови. Spirit, you say that you bring life and peace. Свети Душе, ти кажуваш дека носиш живот и мир. But I've gotten in my own way and become an obstacle to receiving more of you. Но јас тргнав по мојот пат и јас самиот станав пречка да го примам тој мир и живот во мојот живот. Would you enter in right now in this specific way so that I can overcome? Те молам, дојди сега и влези во мојот живот сега, за да можам да преминам таа пречка. Can you show me that in your power I am indeed more than a conqueror in Christ? Покажи ми дека преку твојата сила јас сум повеќе од победник во Христос. Amen. Амен. For some of you that might have been very frustrating. За некои од вас можеби тоа беше доста фрустрирачки. And for others the start of a great conversation with God, I hope. Можеби за некои од вас и се надам дека тоа е еден почеток на еден добар разговор со Бог во вашиот живот. For those of you who maybe nothing came to mind, За тие на кои ништо не ви падна на памет, give yourself grace. едноставно бидете милозливи кон себе си. Consider that an invitation to keep asking God this week. Сметете го тоа како еден повик од Бог да продолжите да барате од Бог низ оваа недела која доаѓа. Maybe from your persistence, God will speak. Можеби од вашата конзистентност, вашата упорност, Бог и ќе ви зборува. And finally, putting something to death requires doing things. Значи да се умртват нештата, значи да правиме нешто. So that's the inner thought life part.
И тоа е животот на таа некоја внатрешно размислување. But if we put something to death, then we have to have some sort of practices that help us do that. Ако веќе нешто умртвуваме во нашиот живот од тие дела на телото, тогаш треба да имаме одреден начин како го правиме ние тоа. So again, with this kind of an open posture in your hearts, И повторно со отворени раце, ask yourself this. прашајте се тоа. Следново. Spirit of God, what can I place in my life the next 2 weeks Свети Душе, што можам да ставам во мојот живот во следните 2 недели, to build a habit of seeking you instead of that other thing? за да направам навика, за да те барам тебе наместо нешто друго. If something has come to mind for some of you, Ако нешто може би ви падна на памет на некој од вас, write that down and capture it so you don't let it fall away. запишете го тоа, верувајте ми, за да не го заборавите. If not, consider it an invitation from God to keep talking with Him. Повторно, ако не ви дојде ништо на памет, сметете го тоа како покана од Бог за да продолжите да разговарате со Него. Then perhaps after you write that or you talk with God, Може би откако го запишете тој и ќе зборувате со Бог. maybe there's another person that you trust. It's a Christian in another church or perhaps here. Може би постои некоја личност во вашиот живот, во кој имате доверба, или од оваа црква или од некоја друга црква. Invite that person in. Поканете ја таа личност во вашиот живот. They have stuff too, yeah? И ти имаат работи со кои се борат, нели? The body of Christ is meant to help each other. Телото Христово, црквата треба да си помагаме едни на други. And sometimes it's like the iron sharpening iron, it hurts. Понекогаш тоа е како железо кое остри железо, But it's Боли. ultimately in a spirit of helpfulness. но во конечност тоа е во дух на взаимно помагање. So in summary, И за крај, think about the Spirit. размислувај за духот. But as you do, recognize Но кога што размислуваш за духот, препознај life happens. дека животот исто така се случува. It's not going to be like this. Нема да биде само една нагорна линија, It's like this. ќе биде само вака, And God knows this. и Господ тоа добро го знае. But if we want to be led by the Spirit, people of the Spirit, Ако сакам да бидеме луѓе кои се водени по духот, then we need to bring our stuff to Him and think of the Spirit more. треба да пристапиме и да размислуваме кон него и да размислуваме за духот уште повеќе. In Christ, we are children of God. Во Христос ние сме Божји деца. It's a rich inheritance that we have. Тоа е едно богато наследство кое ние го имаме. We have the same power working in us that worked through the human side of Jesus Himself. Истата моќ која работеше преку човечката страна на Исус работи во нас. So set your mind on that Spirit. Постави го твојот ум токму на тој дух кој работи. That Spirit who brings power into your life to overcome. Светиот дух кој носи сила во твојот живот за да можеме да преминеме и да победиме нови наши битки. And then also to serve our King, Jesus. И ние сите ќе можеме да му служиме нашиот цар Исус. Can I pray for us? Yes. Ќе се молиме. Father, we have an easy yet difficult message and challenge from you in Romans 8. Татко, имаме ние лесен, но и тежок проект во Римјаните 8 за нас. Help us to keep our spirits open to your leading. Помогни ни да ги одржиме нашите души отворени за твоето водство. When we get distracted, may we have discipline from your Spirit. Кога ќе бидеме расијани, повторно преку дисциплината во твојот дух да се вратиме кон тебе. So that we can stay focused on you and your mission, what you're doing. За нашето внимание остане фокусирано на тебе и за оно што ти имаш да го правиш. Would you give us a vision? И те молам, дај ни една визија, Vision of your kingdom coming in some sense already here right now. и визија на твоето царство кое допрва доаѓа и визија за оно што сега се случува.
in the midst of your people as we act and have relationship with each other. Во средиштето на твојот народ како што ние живееме, Would you give us a vision that you have for the people in this city to be saved by you and to know your Spirit's peace? Дај ни визијата која ти имаш за овој град преку кој ти сакаш да го донесеш, да ја донесеш радосната вест и спасението. Where this church has a vision for that, I pray that you would just make it bigger. Јас те молам, Господе Боже, на место каде што оваа црква има визија за својата мисија, која ти ја даваш, те молам направи таа визија уште поголема. And may you give the people here eyes to see where you are working so they can join. И дај на луѓето очи да видат каде ти работи за тие да може да се приклучат и да заедно со тебе да работат на истите места. Help us to have a humble and expectant posture that you can and do act in and through us. Помогни ни да имаме една понизна поставеност и да ни помогнеш да можеме да се оспособиме да работиш преку нас. And we pray this in the name of Christ. Тоа го бараме во името на Исус Христос. Amen. Амен. 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 Thank you, Sean. Thank you, Sean. Океј. Навистина Светиот Дух е таа сила која и тоа навистина неверојатно кога го читав тоа за прв пат онака внимателно, кога што апостол Павле пише токму во Римјаните 8, истата сила која го воскресна Христос од мртвите живее сега во вас. Синаќа ја завршиме последната лекција од Шон која предаваше за и размислуваме за тоа како е, дали сме ние во состојба да размислуваме постојано на Духот. И еден од тие примери кои мене ми дојде на памет беше токму животот на христијаните во Африка, каде што ги посетувам. За нив некако Бог е се присутен. Кај нас животот е поделен на професионален, црковен, семе, некој имаме толку многу онака кутии во кои го делиме животот. За тие луѓе животот со Бог е постојан живот со Бог во сите аспекти од животот. И тоа мене ме инспирираше да размислувам на кој начин јас го живеам животот овде, во тој модерен контекст на Македонија, што е да значи тоа. На кој начин јас го живеам овој животот. Дали гледам со Божите очи или гледам со очите кои обично гледат Македонија во страшен очај, безнадежност, како и да е, не знам, да не повторам некои работи кои постојано ги слушам. Дали ја гледам Македонија и овој град преку Божите очи, во која гледам надежда од Бог, во која гледам приликата која Бог ја отвара и гледам она што Господ го прави тука помеѓу овој народ. Понекогаш ни требаат, мене ми требаат лично луѓе како Шон да дојдат да ме потсети на тие нешта. Па од време на време се врати да ни укаже на кој начин ние растеме, пошто јас понекогаш не ни гледам дека ние растеме како црква, како заедништво во верата. Не бе, луѓе кои не познаваат, кои доаѓаат на секој 6 месеци, година, дена, 2 години, наставно гледаат некои работи кои мене ме охрабруваат. И фала му на Господ и слава му.